Македонскиот литературен јазик, уште една убава голема потврда за нас, отворен лекторат во Тирана на македонски јазик. На оваа тема како поттик за разговор зборуваме со професор доктор Кристина Николовска, директор на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ. Добро утро. Добро утро. Професор, да ги сумираме впечатоците, отворен лекторат на македонски јазик во Тирана. Благодарам. На 18 јануари беше празник на македонистиката во Тирана, бидејќи отворивме нова страница во мисијата на македонистиката, јазична, литературна и културолошка. Навистина сме горди со овој чекор и оваа прекрасна соработка со Факултетот за странски јазици при Универзитетот во Тирана, бидејќи дејност имал тој ректорат до 2015 година, но потоа згаснал. Ова беше всушност реактивирање и ново промовирање на дејноста на лекторатот, висока делегација, представена од почитуваната ректорка професор доктор Билјана Ангелова. Имаме фотографии, додека зборувате сега. Да, ќе ги погледнаме. Јас како директор и доктор Славица Свидерска, ново избран назначен лектор по македонски јазик, литература и култура, имавме чест да бидеме примени кај ректорот на универзитетот и потоа да се направи таа церемонија на вистина една високо академско ниво, каде што беа присутни деканката, продеканите од соодветниот факултет пред голем број на студенти. Импресивна е бројката, 18 студенти покажале интерес за изучување на почетно ниво на македонски јазик, а се уште може да го бираат предметот. Дејноста на лекторатот ќе се развива, сега е на почетно ниво, но натаму може да се надградува и со други предмети и да направиме една навистина сериозна, стабилна македонистика, како 11-ти центар, бидејќи лекторатот, ова 11-ти лекторат во севкупната дејност на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Тоа е една нова врата на соработка на македонистика и навистина беше гордо што македонскиот јазик прозвуче од Тирана неодамна 18 јануари. Тоа зборува навистина за значењето на македонскиот јазик. Денеска е значаен ден за основците, за средношколците, но и за студентите. Ајде малку и за студентите да зборуваме. Денеска започнува зимската школа на меѓународниот семинар на македонски јазик, култура и литература при УКИМ. Да, што е предвидено? Да. Благодарам и посакувам среќна учебна година на сите ученици и во тој дух и меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денес ја започнува во 10 часот четвртата зимска школа, која што веќе 3 години се одржува во овој период од годината. Со гордост можеме да кажеме во годината кога одбележуваме 3 важни јубилеи на наши великани од нашата култура и литература и историја, 150 години од роѓањето на Крстен Мисирков, 95 години од роѓањето на великанот Гане Тодоровски, 90 години од роѓањето на великанот Петрема Андреевски и во годината кога најстариот, најреномиран и најугледен по сите стандарди за Свети Кирил и Методи, ќе прослави 75 години од основањето. За нас тоа е голема чест и во тој дух ќе биде зимската школа. Тоа е на некој начин македонистички гордорек во спомен и во чест на овие великани и секако во духот на Кои се очекувањата? Очекувањата, да ви кажам, во стартот се големи, бидејќи работиме со нов концепт, со нова визија, која привлече рекорден број до сега, многу поголем број од досегашните неколку години. 81 семинарист, замислете, од светот, македонисти, покажа интерес за македонистиката од 21 земја, од Народна република Кина, Соединените американски држави, Австралија, Германија, Франција и така натаму. Импресивна палета од сите континенти, од македонисти, тоа се македонисти кои што изучуваат македонистиката на нашите лекторати, што значи дека лекторатите се погрижиле да имаме соодветно академско ниво за изучување, но и да се негува македонистиката на сите нивоа. Програмата предвидува да се работи во 2 секции, едната е јазична секција, македонскиот јазик се изучува на почетно, средно и напреднато рамниште,
И како, бидејќи се тие студенти од странски универзитети најчесто, но и македонисти, преведувачи, афирматори на македонската јазик, литература и култура, новитет, бидејќи има многу новитети, како нова управа се дозволивме да бидеме храбри, да одиме со идеи, зашто и благодарам исклучително на почитуваната ректорка Билјана Ангелова, што покажа голема поддршка и вонсерийска поддршка на сите тие наши храбри, креативни, иновативни идеи секако на Советот, да се оди напред, поддршка на Советот на семинарот, да предложиме нов концепт со визија кој што ќе предложи и една панорамска слика на македонската книжевност од почетоците, бидејќи се важни и тие фундаменти народна книжевност, средновековна, 19 и современа, до најновите тенденции, популарна култура и така натаму, бидејќи сметаме дека и професорите треба да одржат и предавања, така што овој пат имаме една прекрасна палета на еминентни предавачи професори, но и извонредна екипа на лектори кои што ги поздравувам, на вистина врвни, вонсерийски лектори кои што досега тие се хероите на школата кои што досега го повлекла најголемиот терет, бидејќи има на вистина сериозен квантум на часови што треба да го исполнат и програмски содржини. Денеска ќе биде свеченото отворање во 10 часот и на тоа свечено отворање ќе имаме чест да се обрати почитуваната ректорка, професор доктор Билјана Ангелова со своја поздравна реч, која метафорички семинаристите ги нарече светилници на македонистиката на секаде ни светот. И навистина радува таа прекрасна метафора дека тие се светилници, како што нашите лектори се амбасадори на македонистиката во светот. Потоа ќе се обрати почитуваниот проректор, професор доктор Александар Скепаровски, потоа ќе имам јас обраќање и потоа ќе имаме извонредно предавање што е многу интересно и важно за македонистиката, предавање од професор доктор Димитар Пандев за Свети Климент Охридски. Исто така ќе има и преведувачка работилница, од која што очекуваме големи резултати. Материјалите на преведувачите им се испратени, а темата ќе биде поезијата на Гане Тодоровски и поезијата на Петре Андреевски. И тука ќе оставиме, се надевам, една убава книга, еден зборник од поезија со кажувачки, ќе има внатре и кажувачки од познати писатели, автори, така, но и познати мисли на семинаристите или они кои го препорачуваат семинарот. И така, тоа е преплет на синергии. Семинарот е заедништво, тоа е едноставно една мрежа која ние се повеќе отвораме во духот на отворен универзитет. Голема благодарност до врвните писатели, до еминентните, академик Влада Урошевиќ, Венко Андоновски, Јордан Плевнеш, кои што прифатија да учествуваат, да се представат пред семинаристите, и секако до младиот талент Македон Димитровски, кој што ќе настапи. Благодарност до сите наши поддржувачи, до групата Тавитјан, која што ќе им подари музичко денеска денот, да, вие убаво и богато организиран, кога доволна причина за цела оваа програма да се видиме и по завршување. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам, професорке.